Нови 8 пациенти ќе бидат транспортирани во странство, со што бројот на оние кои што ќе се лекуваат надвор од Македонија се зголемува на 84. Транспортот ќе почне исто и денес, продолжуваме со транспортирање на околу 8 пациенти, така да како ќе се движат работите ќе бидете информирани. Знаете ли каде ќе заминат, во кои клиники? Словенија, Полска, Австрија, имаме Италија. Тоа се дестинациите и Хрватска. Состојбата кај оние кои веќе се лекуваат во други земји се оценува како стабилна. Оние кои што се во моментот надвор од државата, имаме неколку потешки пациенти, но ниеден нема подлегнато на повредите, а тие кои што се на клиниките се стабилни. Така да во текот на денот можеме да закажеме уште еден брифинг за кој што подетално можеме по пациент за нешто се да информираме за точна состојба и статус. Од тие што се останати на клиника за токсикологија, 13 пациенти, 4 се уште не сме задоволни до крај од нивната состојба, не е стабилизирана, другите се стабилни. Пациентите се згрижени и добиваат највисок можен медицински третман, уверува директорот на Фондот за здравство Сашо Клековски. Сите пациенти се згрижени на потребното ниво на заштита, се мониторираат редовно. Сите каде што може да настанат компликации се упатуваат во специализирани странски центри. Имаме доволно резервни капацитети за странство, за упатување веќе во подалечно странство, морам да кажам, бидејќи капацитетите во соседите се веќе горе-доле исцрпени. Пациентите кои остануваат на лекување во државата ќе имаат медицински третман од странски доктори кои во државата веќе се пристигнати. Докторите се пристигнати, значи моментално имавме состанок со докторите од Белгија кои што се пристигна. Тие сега прават триажи и прават анализа на состојбата на пациентите на најтешките што се говорил. Од Израел има пристигнато 7 и уште денес ќе пристигнат 10. И тие ќе бидат распределени како на клинички центар, така и во 8 септември. И исто така имаме од Чешка 6. И од Време има 6 исто така.